Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и надворешна трговија. Добре дојдовте, Димитровски. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Мојот колега Љупчо Зиков, добре дојдовте. Добро вечер. До вас. За почеток, она што е најактуелно во медиумите е, барем во регионот и во Европската унија, поразот на Виктор Орбан. Според бриселски политико, заминувањето на Орбан од власт ќе значи, ќе предизвика политички земјотрес од Вашингтон до Москва, па дури и кај нас политичарите меѓусебно си разменија серија критики, особено СДСМ. Овие 2 дена ми се чини беа навистина во погон, а имаше многу соопштенија токму на оваа релација. Пред она што е клучната вест, дали ќе се врати Груевски, дали ќе биде екстрадиран и така натаму, сакала Димитровски и премиерот Мицковски и министерот Муцунски имаа честитки до идниот премиер на Унгарија Петер Маѓар. Премиерот Мицковски очекува да ја поддржи Македонија и да продолжи добрата соработка, да поддржи Македонија во делот на ЕУ и да продолжи добрата соработка со Унгарија. Реално што можеме да очекуваме во односите по промената на власта? Мислам дека било каква драматична промена, ако некој очекува, не можеме да очекуваме, од причини што интересите на Унгарија во регионот се такви какви што се. Унгарија е наш стратешки партнер, се разбира благодарение веројатно и на блискоста на ВМРО ДПМНЕ со партијата на Виктор Орбан, дека тоа имаше некакво влијание да имаме многу поблиски односи, но стратешките интереси на Унгарија во регионот остануваат. Петер Маѓар доаѓа од структура која што е десничарска, тоа е партија која што е сестринска на ВМРО ДПМНЕ во ИПП, без оглед што нормално претходно ние сме како влада, нели, должни сме да соработуваме со оние што се на власт во Унгарија. Од другата страна, мислам дека тоа ќе биде на истиот начин. Интересот, реков, на Унгарија за регионот е тие се големи поддржувачи на евроинтеграцијата на цел Западен Балкан, вклучително и на Македонија. Тоа ќе остане. Втората димензија е дека Унгарија е заинтересирана за да се води една политика кон нелегалните мигранти, каде што Македонија има клучна улога во регионот на портата, нели, каде што можат евентуално да дојде наплив на нова, да има некаква нова мигрантска криза и таа соработка ќе продолжи. Од друга страна, има унгарски инвестиции што во следниот период треба да се активираат во Македонија, меѓу другото во телекомуникациите. Мислам дека Унгарија ќе има силен интерес да тие унгарски инвестиции продолжат, затоа што тоа се приватен бизнис, дел можеби и државни во иднина, но очекувам дека со Петер Маѓар ќе продолжи соработката, можеби не на такво братско ниво во смисла на тоа какви емоции споделувале Орбан, да речеме, со челниците на ВМРО ДПМНЕ и на владата, но во секој случај интересите се тие што ја водат политиката, а не некакви калкулации политички и така натаму. Тоа е едно. Второ, морам да кажам, да не се разбере погрешно, бидејќи слушавме деновиве од страна на опозицијата дека еве сега кругот на авторитарните водачи и така натаму паѓа, дека после Орбан е Вучич, па Мицковски. Прво, многу е сериозно прашањето дали може Македонија да се брои воопшто нејзината влада во авторитарни влади. Значи, тоа е многу сериозно прашање. Можеме да зборуваме за режимот на Груевски на времето, меѓутоа денес да се зборува за авторитарна власт во Македонија е навистина апсурд. Земја која што како кандидат за членство во Европската унија, меѓу другото и во мониторингот во Страсбур е симнат на земјата, токму по тие демократски прашања и така натаму. Но второ, во делот на поддршката, пошто беше еднаква македонската, да речеме, влада со владата на Орбан. Оно што ја интересира Европа е секогаш, нели, надворешната политика. Ние бевме 100% усогласени со надворешната и безбедносна политика на Европската унија. Санкции кон Русија, да, што не беше случај со Орбан. Помош за Украина, 15 пакети помош, која што и натаму продолжува. Надворешната политика на Унгарија сосема различна, се разбира. Си имаат тие своји причини за таа политика. Ние, се разбира, нема да се мешаме во внатрешните работи на Унгарија, како што тие не се мешаа во нашите. Овде
руските интереси во Македонија, оваа влада не само што ги одбиваше постојано, можам одговорно да ви тврдам дека Република Македонија, бидејќи е на листата на непријателски земји на Русија, нема буквално никакви политички, ниту јавни, ниту тајни односи со Русија во оваа смисла. Така што мислам дека таа приказна што се ширеше во јавноста дека еве некаков круг сега на авторитарни водачи и така натаму, дека почнува некакво домино, настрана што таа приказна за дека патриотите во Европа губат е малку изнасилена, затоа што гледаме во различни земји има патриотски сили кои добиваат, еве се случува нешто најново во Словенија, гледаме во Чешка и така натаму, во Полска е народски, во Словачка и така натаму, така што тоа мислам дека на погрешна карта опозицијата ја води приказната во оваа смисла. Согласувате со ова што го кажа Димитровски, еве видовме и во последно време, не само сега поради изборите, опозицијата го користи наративот од типот српскиот свет, рускиот свет, владата соработува Орбан и така натаму. Се согласувате ли со ова дека сега е паднал Орбан, па наред се Вучич и Мицкоски, може ли да се прават такви паралели и зошто дали ова сега е еден моментум кој што е користен за опозицијата, па може да ја нападне владата или објективно имаат пак? Види Бети, опозицијата е тука да напаѓа цело време и да со алузии да потсетува дека нешто се случува и да поентира на моментот. Моментот политички во цел свет овие 2 дена е токму на поентирање од страна на вакви опозиции, оние што ние ги викаме либерални опозиции, значи во Европа особено, како што е Социјалдемократскиот сојуз и други опозицијски партии, сега да не ги редиме, не знам ни кои се. Значи, тоа ќе помине, уште ден, 2, 3, ќе помине, ќе стиши прашината, ќе се прави влада во Унгарија. Овде е многу битно, мене еуфоријата настаната по победата на Петар Маџар ме потсетува многу, еуфоријата ме потсетува многу на нашата опозиција, на победата на СДСМ и Зоран Заев во 2017 година. Сега ако може таму тогаш да се зборува за победа, сега оваа победа е многу појасна, многу читлива. Меѓутоа промената на власта, пошто тогаш имавме промена на власт после 11 години владење на Никола Груевски. Имаше 2 претендника пак повеќе во. Имаше, да, меѓутоа владата беше очигледна и се направи и тука нема ништо спорно, нели во тоа. Меѓутоа еуфоријата, ја гледам истата и правам паралела од неделата наваму. Сега, ова ако е така е, заслужува сега една ваква анализа. Значи, ајде да видиме Петар Маџар на што победи сега, на кој премиси победи во кампањата во Унгарија. Значи, пред се внатрешните проблеми, антикорупцијска политика предложи. Многу јасен беше во 2 години колку што ораше по денеска тие податоци ги видов, посетил преку 600 градски места во Унгарија по 2 пати. Директно во контакт со граѓаните им објаснувал каква политика и персонални решенија им нудил, кој све ќе застане на чело на министерствата. Со голем кредибилитет кампањата водеше во делот на тоа дека сите ќе одговараат што се огрешиле пред законот, што имало организиран криминал, особено отворените скандали во Фидес, во партијата, во владеачката партија на Орбан, што ги отвараа во последните години. Сега, така беше и во Македонија. Нели, прислушуваните разговори, специјално јавно обвинителство, па се правеше специјално обвинителство, а Петар Маџар во Унгарија вели сега ќе потпишеме пристап до Европското јавно обвинителство. Значи, внимавајте, они немале, како членка на Европска унија, немале ни потпишано пристап до јавното обвинителство на Европа. А ние сме го правеле специјалното под диктат на Америка и на Европа тука во тој период. И на крај заврши така. Сега. Заврши. Тоа ми е мојата поента. Сега, фактички резултатот на Петар Маџар ќе се пребројува за извесен број месеци и година, дали тој ќе ги ефектуира ветувањата. Јас со внимание следев вчерашната пресконференција, каде што тој го повика дури и претседателот на државата да си замине.
му рече, вика, ние имаме 2/3, ние можеме да те смениме и на друг начин. Меѓутоа, поуљудно е да сам си отстапиш од тоа. Значи, дури и председателот на државата, и ако не се лажем, и председателот на Уставниот суд му даде ова. И во тој контекст им порача и на сите бегалци во Унгарија, меѓу кои на нашиот, дека фактички тоа беше порака. Ако не си заминале, да се заминат, како би? Да не купуваат мебел од Икеа, нема потреба. Овие пољаците, би требало да... Бидејќи Груевски може би има веќе мебел купено од поодамна. Да, јас тоа така го исчитувам заради тоа што не беше тоа толку кажување што ќе прави, колку што им порача на нив да си најдат чарето, практички да заминат. Дека не планира да ги екстрадира, туку сами да си одат. Да, сега, што е за мене тука круцијално во наредните месеци? Доколку Петар Маџар ги отвори овие работи и доколку пристапот до Европското јавно обвинителство кај Ковеш даде резултат со истраги во Унгарија, овде може да има проблем и со балканските влади. Значи неколку балкански влади. Значи во тоа, а тоа е што работеле тие со Орбан во годините на назад. Збориме сега за евентуални криминални активности, значи за корупција, доколку има. Пред се тука на ударе Белград, значи режимот на Александар Вучич, Република Српска, значи тој дел таму е интересен за следење и веројатно Македонија, заради тоа што имаме тука ние видливи активности во годините на назад, бидејќи внимавајте, режимот на Орбан покрива неколку влади во Македонија, практички влада на Никола Груевски, влада на Социјалдемократскиот сојуз, влади на Социјалдемократскиот сојуз. Да, и сега владата на Мицковски. Значи може да видат тие интересни предмети доколку се отворат на начин на кој целата европска јавност очекува да се отворат. Уште само ова во овој дел ќе забележам е фактот дека ги спомнавме овие националистички десни кругови во оно што е забележително е во последните недела дена е тоа што имајќи предвид особено после посетата на J.D. Венс на Будимпешта, што за многу аналитичари се смета дека повеќе штета му направила на Орбан. Колку може да биде таа штета? Мислам дека унгарците веќе беа одлучени од... Меѓутоа, она што е тренд што следам сега овие денови, веројатно Зоки и ти го следиш тоа, е дека многу десни партии во Европа се оградуваат полека се оградуваат од политиката на Соединетите Американски држави во Европа. Особено ги следев изјавите на Националниот совет на Франција, овие што се десните, АФД во Германија, дури и овие што ја напуштија владата во Холандија, така тие десните исто така предупредија дека практички особено сега тоа денеска и вчера ги следев тие изјави, практички сега после победата на Доналд Трамп, после победата на Маџар и дебаклот на Орбан се поставува прашањето на ефикасноста на американското влијание во Европа кај тие партии, бидејќи се знае дека Доналд Трамп преку покретот МАГА, нели, влијае врз десните партии во Европа. Така да и таа тема е многу интересна да се следи во следниот период како ќе се развие. Значи на некој начин точно она што го вели Политико, земјотрес од Москва до Вашингтон. Ќе ве прашам и во делот околу Србија, бидејќи Маѓар имаше во тој контекст ги спомена Фицо, Вучич и кој беше уште еден, дека нивниот куме практично мислеше веројатно на Путин. Орбан, Вучич и Фицо. И Фицо, да. На што Вучич мислам дека се наљути, имаше вчера изјава, имаше интервју на РТС каде што... А мораше да се наљути пошто и тоа е пред избори, сега мора да се наљути. Малте не глупава ако мислел на тоа. Добро, да се вратиме на она што на кој што денес инсистирав дека опозицијата, дали владата ќе бара екстрадиција на екс-премиерот Груевски. Министерството за правда слушнавме денеска ќе ги побара документите од судовите, па тоа е секако прашањето за азил, нели една сложена правна процедура, тоа не може туку така да се одвива. Меѓутоа, реално што очекувате? Мицковски вели ако се врати во Македонија, Груевски прво ќе треба да оди во затвор. Димитровски, значи Груевски е бегалец од правдата. Ние уште од првиот ден, значи и како Демократски сојуз, како партија, можам да кажам дека уште од првиот момент
Рековме дека прво треба да се направи истрага во Македонија како тоа избега. Не е направена таа истрага во текот на минатата влада, нели? Има некои сомнителни движења тогаш и така натаму. Таа истрага не се изведе до крај и некој треба за тоа да одговара, доколку се утврди, се разбира таква одговорност за тоа бегство. Но дека тој треба да се врати во Македонија и да се соочи со правдата, велам го тврдиме уште од првиот момент, на тоа остануваме и ден денес. И сега има правосилни пресуди, како што кажа премиерот. Да, но Дмитровски, да речистиме, во тоа време имаше и сега и останува тоа ставот на ВМРО ДПМН дека се вршел политички прогон врз кадрите на ВМРО ДПМН од СЈО и СДСМ. При барањето на азил во Унгарија се повика на политички прогон и дури на животна опасност дека доколку отиде во Идризово дека имал дојави дека ќе биде убиен. Значи долго време додека е СДСМ на власт, тој бегаше нели од тоа и не сакаше да се врати, меѓу другото повикувајќи се на тој политички прогон. Не, добро, имаше барање, нели? Се согласувам, за екстрадиција беше одбиено 2019. Беше одбиено од Унгарија, да. но без оглед на тоа, нели, идејата на Груевски е дека не сакам да се соочам со правдата затоа што политички ме прогонуваат. Да. А не заради азилот. Азилот си е добиен врз основа на политичкиот прогон. Но кога исчезна тој политички прогон, кога дојде на власт ВМРО ДПМН, ја претпоставувам дека исчезна веќе политичкиот прогон. Го нема веќе заев да ме гони, зашто тогаш не се врати да се соочи со правдата. И значи се разбира дека во прашање е само еден изговор од страна на Груевски. Јас исто како и премиерот не очекувам дека сам ќе се врати, но ако има притисок од унгарските власти да го испорачаат. Случајна ли беше онаа порака вчера на Петар Маѓар на пресконференцијата? Не е случајно, она што го вели Зиков, јас го чувствувам тоа повеќе како порака да се одат од Унгарија, за да Унгарија тој сака да си го реши сопствениот проблем на државата, дека Унгарија не сака кај себе да држи веќе интернационални криминалци како што кажа. Да, и другите да не ги чуваат унгарските, како што кажа. Но велам, ова опозицијата што го коментира, мислам дека е малку малициозно во смисла на тоа дека таа донесе и кривичен законник, измени на кривичен законник, според кои неколку дела на Груевски фактички се ад акта и се амнестирани. Меѓу другото, таа можеше, не е само Груевски, знаеме дека дел од тој режим беше и Сашо Мјалков, кој што беше еден од главните виновници за прислушувањето и за бомбите, иако таа приказна не се расчисти до крај кој е наредбодател. Па тука е и 27 април, како една епизода, да речеме Груевски кога би се вратил, треба и за тоа да му се организира судење. Дали е еден од нарачителите на 27 април случувањата во парламентот. Така што мислам дека не заврши, дека беа случајот за организатори. Не, стои. Да. Сакам да кажам дека но не е таму. СДСМ имаше 7 години да докаже дека расчистува со криминалите што ги слушнавме во бомбите и не само со криминалите, него воопшто со таа структура. На крај со дел од нив направи дилови за амнестија, за возраст за гласање, за одредени закони за уставот и така натаму. Но од тие причини не знам колку има кредибилитет политички сега кај СДСМ да го бара тоа. Но јас себе повторувам, Груевски дали ќе го испорачаат или самиот ќе се врати, тој мора да се соочи еден ден со правдата. Не верувам дека ќе има многу дестинации во светот каде да бега, но за мене е подобро да дојде во Македонија. Мислам, така би му советувал и лично, да дојде во Македонија, да одлежи тоа што треба да го одлежи и да може после тоа како слободен граѓанин. Па може би ќе добие домашен притвор, на пример како Груби, да речеме. Да, го има примерот на Артан Груби, така што може би ќе има во секој случај. Сега да бидеме сериозни. Да бидеме сериозни. Во секој случај нема политички прогон. Не може да се повика на тоа дека има сега некакво контролирано судство од СДСМ и така натаму. Се уште може би не се расчистени работите во судството да биде независно како што сакаме по сите стандарди, но во секој случај мислам дека ќе има фер судење ако се врати. И ако се чувствува невин, ќе има фер судење затоа што процесите ќе му почнат одново. Иако некои се можеби правосилни, има право да побара одново. Има право да побара одново судење и ќе има фер судење. И може да се надева евентуално на поблага затворска казна, дури и да се пазари со обвинителството како што тоа го направија некои од претходните обвинети за криминал. Заврши ли приказната со случајот со 27 април, бидејќи се ветуваше и порано дека ќе се... Не, таму има некои што се
и според сите сознанија вака и на стручната јавност осудени на предолги затворски казни, 18 години за едно дело кое што е класифицирано нели како Да, па нели се спореше и обвинението дали било нели. Да, дали е соодветно. Меѓутоа јас колку што знам дека имаше дури некакви најави за можно потпишување на дело на амнестија, но гледаме до ден денеска дека тоа досие стои отворено во таа смисла, дека има некои луѓе во затвор кои што веројатно се осудени на преголеми затворски казни. Да, очекува повторување на судењето. Тие не сакаат колку што нели беше дека не сакаат амнестија. Да им помогне токму на тие луѓе, да дојде и да расчисти делот шашмите од тоа време, да видиме што е вистината и за 27 април. Добро. Зиков, што очекувате вие? Види, од човечки аспект, јас повеќе пати сум го коментирал. Знаете што, Гордана Јанкуловска одлежа затвор. И тоа добро одлежа, 4,5 години. Тоа е за жена е... И дури имаше бебе во тој период кога беше во многу тешка состојба. Овде има повеќе работи кои некако во нив нема емоција, нема емпатија, некако не покажа лидерот на партијата, не покажа таков тип на однос. И ако некогаш е време Груевски да се врати, тоа е сега, според мене. Сега треба да се врати, да, што рече Зоран, еве, ако во времето на Социјалдемократскиот сојуз имал политички реперкусии, прогон, како што тој го дефинира, еве сега нема. Сега неговите се на власт, значи таму Мицковски е производ на гласање во Валандово од неговата структура, па 2/3 од партијата се негови партиски. Како и не, валда премиерот не одлучува за судски процеси. Не, без разлика. Збориме сега за амбиентот. Каде во кое време тоа сега би се случило. Сега би требало да дојде заради тоа што има они друг тип на правна шанса да докажува. Значи, без разлика што има правосилна пресуда од 9 години, ако не се лажам едната, тој може целиот процес да бара да се врати, бидејќи бил отсутен, па да се брани од слобода. Или да се брани од куќен притвор. Например, како што Артан Груби го прави. Тоа да се повика на тука во една емисија пред месеци и пол кога се враќаше, кога се враќаше Артан Груби пред извесен број месеци, тука во емисија реков дека враќањето на Артан Груби има врска со идното враќање на Никола Груевски. Значи ќе се повика едноставно на тој правен преседан. Артан Груби кажа дека има работа во Косово, па не без окей, јас така гледам на овие работи. Мислам дека сега е моментот да се врати. Заради има и еден друг момент, знаете, Никола Груевски, ако не се лажеме, 56 години. Така. Значи кај ќе оди сега? Сега допрва друга сега анализираме. Значи еве кај ќе оди Русија, Турција, некаде на друго место. Еве ќе поминат уште 10 години, ќе има 66 години, пак ќе дојде, пак ќе биде правосилно. Пресудите ќе бидат правосилни. Значи само една за плаќање на водно, таа е до 2040. Па нема, он има уште два предмета, колку што знам. Еден да помине, друг да еве да остани. 27 април е исто предмет. Да, тие се кумулативно може, он тука да дојде може да докажува, да прави и евентуално да добие помала казна. Но како што велиш, Бети, да не му береме многу, нели она. Не, добро, тоа е сега веќе друга dimenzија. Ние зборуваме сега од еден општествен аспект што би значило има еден друг момент што вреди за да се анализира, тоа е кога веќе збориме за амбиентот, а тоа е дали има сили во Македонија што сакаат Никола Груевски да се врати, например, како што беше случајот со Артан Груби, нели ние анализиравме тука месец дена зошто се врати, кој ќе изгуби сега од тоа што се врати Артан Груби, дали тоа врз кого ќе има влијание врз Дуи, дали тој ќе отвара за Дуи теми или ќе кажува некои други работи. Ние не расчистивме ни зошто замена никој го, како да кажеме, нели се меѓу другото тоа е мистерија која треба да се расчисти. Еве денеска Меджити, сегашниот градоначалник на Чаир вели дека Дуи се одговорни за тоа. Мислам, ние не дознавме ни што се случило. Добро, а од друга страна пак има анализи дека тука има поголем фактор во прашање. А како политички актери во државата така лесно кажуваат Заев го пушти да замине.
Така? Се е тоа подложно на некаква истрага и како тој сега треба самиот да каже. Како Заев го пуштил? Па сега Социјалдемократскиот сојуз го пуштил или Дуи го пуштил? Знаете, бегањето, кога се прави бегање од вакви ситуации, тоа не се на фанфари, не се збори дека еве утре савајле ја ќе бегам, него таму си има deep state во таа работа што работи на тој случај и се договара. И сега дали делот на Дуи го пуштил или делот на СДС го пуштил? И само што една работа е доволно да се следат индикативна. одредени процедури како се одвивале, ќе биде јасно, ми се чини. Уште една работа е индикативна. Велиме дека сега нели опозицијата алармира дека треба да се врати и така натаму, што окей, јас го поддржувам во таа генерална смисла, дека но ние видовме од минатата власт одредени посети на Будимпешта од челници на луѓе поврзани со Дуи, кои што сакаат тој да се врати во Македонија со идеја да има политичка кариера овде, за да му наштетат во тоа време на опозициониот ВМРО ДПМН. Имавме дека претходно председател Пендаровски објавуваше дека некои обид скандалот во кабинетот на председателот што беше кој беше протагонист на тоа. Така што Груевски може да расчисти многу дилеми ако се врати, ако сака навистина да дојде и да сведочи и меѓу другото и себе си и пред Бога, ако е верник како што тврди, да ја докаже на крајот на краиштата својата исправна борба. Колку ќе биде прогласен за виновен, ќе видиме. Нормално, меѓутоа, еве му навистина извонредна шанса. Да. Добро. Би сакала сега малку околу, спомнавме ние претходно околу Петар Маѓар, бидејќи тој доаѓа исто од таа групација на народ, не тој либерал како што еве се протежира во Не, по некои прашања тоа е добро, но сериозен десничар. Но кога е во прашање Украина, влезот на Украина, испораката на оружје таму, миграцијата како што споменавте, што може сега Европската унија претпоставувам ќе сака да добие на некој начин подобра позиција во однос на одмрзнување нели на јас не би сакал од аспект нели на заменик министер на надворешни работи да се мешам нели во надворешната политика на Што може да бидат Унгарија, очекувањата според на вас? Унгарија, но слушајќи ја неговата приказна за пред изборите, тој сака нормално да ги воспостави повторно тие врски на Унгарија со Европа, пред се е заинтересиран за 20 на милиарди кои што Унгарија ги изгуби поради неспроведување на некакви реформи во делот на правната држава од Брисел и состојбата на економски план на некој начин да ја подобри во Унгарија. Тоа е една работа. Во однос на Украина, она што можевме да го чуеме и од него, тој е многу внимателен. Тој се разбира би гласал нели да се даде оваа поддршка на Украина, 90 милиарди евра кои што се меѓутоа да не учествува Унгарија во тие пари. Со испораката на оружје, така? Не само со испорака на оружје, слаба економска ситуација има Унгарија. Во полошата економска состојба во која се наоѓа, буквално дали ќе може да Унгарија да учествува во тоа и тој не сака да учествува во тоа. Видовме дека по прашањата на имиграцијата дури Европа прифати некои од предлозите претходно што ги имаше Орбан, а Маѓар е тука многу стриктен, дека не е за Европскиот пакт за мигранти. Ќе видиме како тоа ќе се одвива во иднина, тој има апсолутна власт, се разбира да ги спроведе сето она што го ветувал, но клучот е она што Изико го вели, неговата антикорупцијска борба. Дали таа ќе добие меѓународни димензии во смисла на ова што го говореше претходно? Јас еве би сакал, бидејќи опозицијата гледам повторно тоа, постојано тоа зборува за бизнис врските, нека ги отворат сите бизнис врски да се види. Во Македонија имало инвестиции во овој или оној сектор, нека ги отворат тие инвестиции да видиме какви се, да видиме дали навистина станува збор за корупцијски скандали, за бизнис делки и така натаму. Мешање во медиуми, финансирање. Така што тука да бидеме начисто дека еве очекуваме сите надлежни органи и институции, па и Европското обвинителство, ако стане Унгарија дел од Европското обвинителство, претпоставувам тие ќе ги водат тие истраги. Нели, он ќе ги препушти да ги водат тие истраги. Но она што се легитимни инвестиции, легални и легитимни инвестиции на Унгарија, видите, телекомот унгарски е во Црна Гора. Така? Значи, имаме други бизниси на МОЛ во Србија. Во Македонија не се стигна до тоа ниво, иако во стратешкиот диалог кој што го имаме со Република Унгарија,
наведени се подрачјата каде што ќе соработува во иднина, кај што би имало и државни, но се разбира и приватни бизнис инвестиции во повеќе подрачја. Јас очекувам тој дел да продолжи Македонија со Унгарија и не гледам зошто би била пречка соработката претходна со Орбан. Маѓар кажа дека ќе продолжи соработката со Орбан, затоа што била со Орбан. Се разбира, ако има тука под маса некакви дилови, тие сите треба да излезат на виделина според мене и да се сподели со јавноста ако некој е виновен за нешто да одговара. Да. Сосема се согласувам, значи Македонија не сме да го напушти стратешкиот диалог со Унгарија. Не сме, значи не треба. Не би требало. Не би требало. Ние го имаме примерот и со Соединетите Американски држави и со Британија. Например, стратешкиот диалог со САД е започнат во време на Социјалдемократскиот сојуз, значи како институционално нешто тело, значи за разговарање. А продолжува со Трамп. Значи почна со Буш како 2008 година кога стратешки партнери станавме договор за станува збор за долгорочни односи, како што на пример и стратешкиот диалог со Британија нема да заврши ако падне Стармер, да речеме. Сега тој треба да продолжи со идни влади. И тука тие диалози се диалози за повисоки цели, не може тоа да се сведе на владење на еден премиер. Од друга страна, остава впечаток цврстиот став на Маđар за борбата против организираниот криминал и корупција и тоа што го кажав. Значи, овде е сега повеќе димензионален е тој процес, заради тоа што прво имаме, за мене пак ќе кажам во оваа емисија вечера по втор пат дека фрапантна е информацијата дека Унгарија не била потписник на Европското јавно обвинителство како полноправна членка. Сега вината ја префрлате ке Орбан или како? Па не очигледно Орбан бегал од тоа обвинителство заради тоа што тоа подразбира. Вие гледате во Бугарија што се случуваше претходните 4-5 години, Магницки и сето тоа се дела на ковеши. Романија самата ковеши беше меѓу другото заради политичка сцена е у затвор. Значи во тоа Унгарија, не сакајќи да се прилагодува на европските политики, бегајќи од дури и од таа надворешна политика, нели, унисона, има фактички се штитеше Орбан, целиот негов режим се штитеше од овие негативни реперкусии. Сега со пристапувањето, ако си стои до зборот, ја претпоставувам дека ќе стои бидејќи многу јасно беше кажано вчера од негова страна, сега ќе се отворат сите овие проекти, инвестиции на чешлање. Мислам, како велиме, дај Боже да нема ништо, нели, во тоа. Меѓутоа, пирците на сето тоа и сите тие обвинувања, јасни обвинувања што има и во Македонија, со нејасни инвестиции во Завод Телеком, дека тоа фирма на Орбан, со конкретни имиња на луѓе кои се внатре, финансирање на медиуми, тука може да има се и се што, тука може да има и перење пари. Може да нема и ништо сега. А може да нема и ништо. Али добро е да се прочешла, да се види. Јас повторно ќе го спомнам примерот со Бугарија. Ние бевме бомбардирани во Бугарија, што све имаше последните година, 2-3, да речеме, какви све ситуации излегоа на површина. И сега, имате уште една работа. 20 милиарди евра фондови се замрзнати за Унгарија. Не случајно Петар Маđар вели дека нема да учествува во кредитот за Украина од 90 милиарди евра. Тој во суштина ги чека овие пари, значи тоа се сега преговори. Сега и Европа го тестира Маđар докај може да оди. Значи вие ќе ги добиете фондовите, па после можеби дајте ни ги, па после ќе учествуваме. Во тоа, она што јас очекувам да биде и проценуваме дека Петар Маđар ќе води многу проевропска политика, дека ќе се усогласи со европската политика, дека нема да биде браната према помошта за Украина и сите тие политики што треба да се водат. И сето тоа го гледам низ призмата на последниве месеци. А што доколку продолжи добрата соработка на Вашингтон со Будимпешта?